Скипјанец е вознемирен од Евана бидејќи на сметките за струја редовно му се појавувал долг за одамна укинатата радиодифузна такса. Проблемот тој го изнесе во контактна емисија на ТВ Стар. На кого да реагирам и кај да се жалам? Јас редовно плаќам струја, немам проблем. А некои износи се јавуваат што сигурно за останати треба да се плати. А која причина, мене ми е непознат. За какви износи станува збор? Па тие се изгледа се однесуваат за радиодифузна такса некои за останати таму од 2005-2006 година. И перманентно се јавуваат на банкомат. Дали овој долг може да се активира, кога тогаш? Според одредбите од Законот за облигациони односи, овој долг е апсолутно застарен и на сите што оваа давачка им се појавува на сметките не треба да бидат загрижени и не треба да ја плаќаат. Толкуваа правници за ТВ Стар. Освен за овој, реакции има и за други проблеми сврзани со Евана. Ја добивам сметка од Евана и сакам на време да ги добивам сметки. Не само ја. Аз секој закаснување плаќам камата, а зошто да платам камата? Дали граѓаните знаат кога почиња пролетно сметање на времето и на есен, крајот на октомври, кога треба да се врате зимска тарифа? Тоа тие не го кажуваат. Според мои сознанија, кога се ударе чипот на струјомерот, од тогаш почиња. Кога е тоа време? Прашање кој знае. Сепак, кулминација на сите реакции се последните сметки за струја за кои граѓаните се жалат дека за нив биле душмански. Од Евана на сите обвинувања молчат, но затоа што да прават вчера ги советуваше министерот Бектеши. Граѓаните секогаш имаат право на жалба во регулаторната комисија за енергетика и го повикувам ако мислат дека има некоја грешка или пак и злоупотреба, секако дека да пријават и тоа ќе се среди веднаш.